и оние од владеачкото мнозинство, колешке Љатифе, почитувана македонска јавност. Втор ден говориме, тоест веќе трет, за степенот на обезбедување, на почитување и унапредување и заштита на човековите права и слободи за 2022 година, како годишен извештај кој што доаѓа од омбудсманот или народниот правобранител, неговата канцеларија. Не прв пат говориме на темата институција омбудсман и се надевам дека сите ќе се согласиме дека навистина улогата која што има омбудсманот и правата и можностите да може да генерира правда и правичност и видливост за прекршувањето на човековите права и слободи во Република Македонија е на квалитетно ниво, но се уште не е на она европско ниво, како што можам помодерно да се изразам, со кој што би можело да навистина неговата улога и улогата на канцеларијата на народниот правобранител да има ефективност во своето работење, бидејќи видовме дека како што се парализираат институциите на системот, како се узурпирани буквално сите општествено-социјални карики во Република Македонија, на каков начин се третира поединецот, индивидуата, граѓанинот во Република Македонија и кои се сите механизми со кои што секоја власт и моќта и на ова актуелна владеачка гарнитура ги применува истите преку своите спони во правосудниот систем, во јавно-обвинителскиот систем, во администрацијата и во другите институции, како што се казнено-поправните домови и така натаму, социјалните институции, центрите за социјална заштита. Можеме да видиме дека таму канцерот е раширен до најниско ниво. Значи, веќе не се ни толку, да речам, видливи, и дури би рекла во најголем дел исторените раководители, политички поставени ликови не се осмелуваат да учествуваат во прекршување на законите и злоупотребата на службената должност, но затоа тоа почитувана јавност, како што ви е добро познато, истото го прават нивните соработници, најблиски канцелариски асистенти, советници, како и погранки. Значи, еве, например, тука би сакала да посочам пример со Министерството за труд и социјална политика, каде веќе се крчкаат неколку случаи, јавноста наскоро веројатно ќе биде запознаена, бидејќи тоа се работи кои што не може да се кријат, каде што директно се засегнати советници од кабинетот на министерката Јованка Тренчевска во спона со социјални работници кои одземаат деца или даваат деца по партиска наредба или по пат на коруптивни действија, тоест давање на мито. И моќта тука си ја добива својата најгрда слика, бидејќи кога се работи за човечки живот, секогаш човечкиот живот знаеме дека е бесценет. Но кога станува збор за игра со судбината на деца и кога мајки се ставени во ситуација поради послаба економска ситуираност или од други некои причини кои што не може да се наметне во една семејна заедница која што не може да опстои, се ставени во ситуација да ги губат своите деца или да се постојано под закана дека истите ќе ги изгубат поради коруптивно работење на службеници во центрите за социјална грижа. И овој апел што го кажувам не е прв пат. Морам да ја кажам и на македонската јавност, сакам и нашиот омбудсман да слушне. Неколку пати сум предупредила и сум апелирала на пленарна седница директно до министерката и сум дала на знаење дека треба да си направи еден ресет во овие служби, да ги провери, јас не сум, ниту таа не е полицаец, но си има инспекција, си има служби во МВР, си има луѓе кои што можат да направат и тракинг, да видат кои службеници каде јадат ручеци, јадат вечери, кои службеници се стекнале со одредена материјална корист, која што не може да скриете, како што не се крие сиромаштијата, не се крие ни
ни луксузот, или подобрувањето на благосостојбата кај секој еден, а сите знаеме дека со административна плата многу тешко човек може да си дозволи одмори, викенди, многу тешко може да си дозволи некои други удобствија кои што не се неприродни, се напротив сметам природни. И затоа се бориме за правда, се бориме да го напредиме македонското општество. Затоа нашата цел е Европската унија, затоа што сакаме да го постигнеме стандардот кој што го имаат европските граѓани, државјаните на членките на Европската унија, каде што и најслабата карика има доволно за да може да го обстои и достоинствено да живее, да го помине месецот, за разлика од тука, во Македонија, но секако не на начин кој што ја злоупотребува системот и не на сметка на грбот на судбини на луѓе. И тука станува збор за правда. А правдата не може да биде селективна. А токму тоа сметам дека е главната рак рана на македонското општество. Бидејќи имаме и Македонија 30 и повеќе години има проблем со селективна правда. Ќе бидеме слепи ако се нашите во прашање, ќе бидеме сурови, бескрупулозни ако се другите, а всушност истиот воздух го дишеме, истата вода ја пиеме, го делиме заедно просторот и не знаеме животот како семејно и понатаму ќе ни ги спои патиштата. Но затоа, бидејќи просечноста надвладува, и тоа постојано го потенцира, се создава таков отпор и таков јаз во самото општество, што сето тоа кој ќе се собере заедно, не ни дава простор да веруваме дека навистина сме подготвени да почнеме од нулта точка и од таа позитивна нула која што ја посакуваме, да го градиме македонското општество кон правичен систем. Не треба да ви кажувам, сите тоа добро го знаете, но би сакала да споменам дека покрај тоа што Македонија до ден денеска има политички осудени лица и имаме не една папка материјали, туку цели фермани, романи, томови може да се извадат, да видите судски пресуди во Република Македонија, да видите како се носи правдата во Република Македонија. Дури сум сведок и на еден случај кој што го проследив пред известно време, кој што ми го покажа наши македонски граѓани, каде починат човек го разведуваат, починат 7 години, го разведуваат од сопругата, за да други фамилиарни членови се здобијат со имотна корист, и тоа бива зашто судијата си побарал 14.000 евра. Бил исплатен и веќе мртов човек го откопаа и го разведоа. Значи до таму едното, и тоа не мора да биде сватено дека некого напаѓам. Јас никогаш не генерализирам, сите нас не ставам во истата торба, но сакам да ви посочам на една битна работа. А тоа е следното. Значи, ако земете во нуклеусот да ги истражувате овие социолошки деформации кои што се случуваат во општеството, не ви треба Иванка Василевска или некој друг да ви го каже. Не треба дури ни омбудсманот да излезе и да се обиде, држејќи еден баланс меѓу општеството, помеѓу мокта и правото, да ни даде извештај кој што точно ја отсликува реалната состојба со која што се соочуваме. Доволно е само да има доволно вешти новинари, доволно вешти ентузијасти, луѓе кои што имаат желба за правда и за вистина, и да ги побараат архивите, да влезат во архивите и да ги побараат сите овие истражувања, да направат едно пообсежно истражување, и тие самите ќе се никнат. Не треба дури ни луѓето да дојдат да ги покажат, бидејќи такви примери имаме многу. Имаме луѓе кои што изгубиле служба затоа што биле ставени во кош со криминалци и затоа што не може сега судиката да се занимава да го менува предметот или да се враќа назад, и многу е гајле за некој си таму, небитно што ништо не значи во животот. Бидејќи така го вреднуваат човечкиот живот, тука во Македонија животот станува бесполезен. И тоа е една од причините заради кои што младите, но и повозрастните, се почесто планираат живот надвор. Сето ова не сакам да биде ниту, оптеретувачки, ниту сакам да го обземам целиот простор и тука да дебатирам напразно. Ставовите секогаш ги искажувам врз основа на проценка која што навистина е издржана, и секој пат можам за истата да докажам дека се што зборувам има основа. Би сакала тука да проговорам
во однос на она што е таксативна забелешка во однос на годишниот извештај од страна на народниот правобранител, а тоа е дека од она што можеме да го заклучиме е дека имаме зголемување од 20% на покренати приставки за повреда на човекови права и слободи, значи тоа е во однос на 2021. Инаку лично ќе ви кажам, бидејќи како пратеничка, една од моите главни обврски е да комуницирам со граѓаните. Значи јас секој пат, првично кога доаѓа до вакви процеси, до вакви преставки, до совет кога бараат, кога сакаат да си ја кажат маката, прво што велам е да се обратат до народниот правобранител и таму да дадат изјава и да се сретнат со некој од канцеларијата, за да може да се влезе во записник и да може да има евиденција и врз основа таа евиденција да може да се почне постапката и пред другите институции. Значи тоа мислам дека како институција една од ретките кои што се уште го држи дигнитетот. Во 2022 година видовме од извештајот дека народниот правобранител примил 3209 представки, 273 предмети се пренесени од претходната година, односно бројот на предмети кои ги разгледувала ова институција во 2022 е околу 3482. Сега, во однос на она што претходно ви го кажав, еве и статистиките го докажуваат истото. Најголемиот број на примени представки се однесуваат пред се заштита на правата од областа на правосудството, 16,64%. Потоа се потрошувачките права, паработните односи. Од областа на детските права имаме 7,85%, што сега сметам дека е висока бројка и го докажува она што ви го кажав претходно. Од имотно-правната област 6,48%. Од казнено-поправните и воспитно-поправните установи 6,42%. Еве уште една небулоза. И таа имаме дискутирано и сакам да потенцирам. За Великден Катица Јанева беше пуштена да си го прослави викендот, значи празникот со своето семејство. Гордана Енкуловска 4,5 години не може да биде ниту еден ден дома со своето малечко дете. Тоа не е правда. Тоа е изживување. И тоа го сметам за најниско ниво на свест. И сум дискутирала и со моите колеги од владеачкото мнозинство и знам дека аргументот кој што секој пат доаѓа, да и вие правевте така. Не, господа, јас не правев така. И овие луѓе што седат овде со мене не прават така. И ви ветувам дека кога ќе дојдеме на власт, нема да дозволиме да се прави вака. Вака не се носи правда. Тоа што ќе го исушите срцето на една мајка да не може да си го загарне детето, не сте постигнале ништо, кога со главните и со неодговорните се пазарите и ги ослободувате. Понатаму, од социјалната заштита 4,71%. Од заштитата на правата при полициски овластувања 4,55%. Урбанизам и така натаму 4,49%. И така натаму, и така натаму. Од севкупно од она што можеме како да го видиме како заклучок од извештајот, значи од вкупно 3482 предмети, народниот правобранител покренал постапка по 2173 случаи или представки, што значи околу 62,41%, а од истите 31,43% народниот правобранител ќе констатира повреда на човековите права и слободи и ќе интервенира со цел отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните подносители. Понатаму, од вкупно 683 предмети во кои народниот правобранител утврдил повреди и ги презел сите законски действија, во 506 случаи или 74,08% органите на државната управа, другите органи и организации со јавни овластувања, добро е, и ова го потенцирам, ги прифатиле, значи, укажувањата по интервенција
на народниот правобранител во 120 случаи или 17,57% по констатираната повреда, значи за која што народниот правобранител доставил укажување за начинот на отстранување на констатирана повреда до надлежниот орган, која не била прифатена, пошто согласно законските надлежности истиот превзел други действија, односно доставил информации, посебни извештаи до повисок орган, пошто ги исцрпел сите законски можности, а во 57 случаи или 8,35% по констатирана повреда и доставена препорака се уште се чека одговор од надлежен орган. Исто така, најголем број на констатирани повреди се од областа на заштитата, се извинувам само една секунда, не знам чиф е телефонот, тука, некој го заборавил. Значи, констатирани се повреди од областа на заштитата на правата на децата, 103 случаи или процентуално 15,08%, од кои во 87 случаи или 84,47 било постапено по укажувањата на народниот правобранител за отстранување на констатираната повреда. Потоа следат представките од областа на правосудството, по кои се констатирани 89 повреди, од кои во 62 случаи биле прифатени укажувањата на народниот правобранител. Имаме навистина обсежен извештај во интерес на времето и знам дека и другите колеги дебатира и вчера и денеска исто така чекаат да се приклучат на дискусијата, а секако со задоволство исто така ќе дискутирам и на пленарна седница. Би сакала, како и минатиот пат, да го охрабрам народниот правобранител да не попушта, да не остава простор било кој да може да ја злоупотреби или да ја занемари улогата на народниот правобранител во Македонија. Посакувам да има многу помалку предмети се повеќе и повеќе, да дојдеме во време кога тие ќе бидат на ниво на некои спорови кои што се лесно или мирно разрешливи, а овие кои што ги засегаат основните човекови права и слободи да бидат едно далечно минато. Ви благодарам. Ви благодарам, колешке. Реплика